Значи, пред да почнеме, само прво да се заблагодарам на вашиот професор, кој денес ме покани да збориме за една тема која мислам дека е доста важна во светот на маркетингот. Тоа е моментално најмокната алатка за добивање рич. Како што видовте, пред да почнеме, наместивме камерата да снима вертикално, тоа е нели во формат 16:9, стори формат, така кажан. Јас ставив микрофон. На сето тоа уште треба да додадеме текст кој би бил некаде во втората третина од телефонот и со тоа добиваме спремен маркетинг материјал за лансирање на социјалните мрежи. Овој тип на видеа, значи кратки видеа, може да гледате и во мене, не мора во презентацијата, бидејќи е многу лоша направена. Беше само ради реда, повеќе тоа што ќе го збориме. Значи, тој формат на видеа, веројатно сите веќе го знаеме, кратки видеа со додаден текст. Сега, зошто кратки видеа со додаден текст? Самото по себе тоа е најмокната маркетинг алатка денес за стекнување на органски рич. Органски, поточно кажано, бесплатен рич. Самото тоа е бидејќи алгоритмот на сите социјални мрежи ги преферира тие видеа. Со истите тие видеа најлесно може денес да се добиете со рич, да го потикнете ауернесот, брендингот, што и да сакате да промовирате за вашите идни клиенти или сегашни тие што работите. Дали ви е познат овој лик? На сите. Така? Значи, станува збор за Ендрю Тейт, доста контроверзен лик, има доста контроверзни ставови. Според мене не е некој добар пример, можеби за посматрање од лични ставови како човек, но од маркетинг страна, тој го има најреволуционерниот маркетинг пристап што некогаш се случил. Сега вториот дел од слайдот малце е нејасно напишан, shorts или reels, форматот сав да ве прашам, но тука е веќе напишан, колку време мислите дека трае, бидејќи по сева ние што го живееме денес и се е некако праќање рилови по 200 на ден и се и дава впечаток дека тоа постои 200 години, а всушност постои само 5 години. Целиот тој формат на вертикални видеа. Ендрю Тейт. Зошто Ендрю Тейт? Тука пишува дека прв го хакна алгоритмот со UGC видеа. Сега сам да ми кажете колку од вас тука се запознаени со тој поим на UGC видеа? Само еден? Двајца? Океј. Тоа е за секунда да застанеме. Значи UGC видеа или User Generated Content. Значи тоа е содржина која е направена од самите корисници. Не е направена од брендот и не е направена од креаторите кои работат за брендот. Сега малце повеќе може да ја разглобиме таа содржина, но прво зошто UGC содржината е толку мокна, бидејќи самата дава некоја автентичност, доверба и поттикнува на ангажман. Сега UGC видеа, User Generated Content, тоа може да бидат и видеа, например, не знам, гледам повеќе девојки се во публика, како оние девојки го пробав овој препарат за кожа, се става во улога на корисник или юзер. Сега Ендрю Тейт, бидејќи нема таков вид, нема продукт, преку неговиот Hustlers University, веројатно сте слушнали за тоа, бидејќи сите го знаевте, само двајца знаат што се UGC видеа, преку неговиот Hustlers University ги има поттикнато сите студенти на Hustlers University да прават кратки видео исечоци, или User Generated Content од неговите јавни излагања на подкасти, на емисии и на се. Сега, како го хакна Ендрю Тейт алгоритмот? Значи, како што спомнав, неговите следбеници ги потикна да создаваат кратки видео исечоци од од неговите гостувања, неговите ставови. Сега ако ве прашам, зошто мислите дека Ендрю Тейт е толку познат? Може некој да ми каже или, еве, например, што мислите? Ајде, може да се уклучиме повели? Контроверзните ставови проводат. Да, но, например, во маркетинг смисла, мислиш дека поради контроверзните ставови отиде толку вирален? Така? Ти? Ради харизма? Топ G. Друг уште нека? Ајде. Ова веќе е теорија на заговор, малце. Да, се шалам. Значи, вака. Што направи Ендрю Тейт? Значи, почетоците на се ова кој што спомнав, сега да се вратиме на почетокот за да окружиме цела оваа приказна. Краткиот формат, вертикалниот, постои само 5 години. Моментално алгоритмите се малце изменети, но во почетоците работеа следно.
Со самото тоа што он ги потикна тие негови 200.000 студенти да креираат кратка содржина и сечоци од неговите гостувања, контроверзни ставови, се тоа држи вода. Но допринесе, бидејќи сигурно има и некои што имаат поконтроверзни ставови од него, допринесе за алгоритмот да има повеќе содржина од Ендрю Тейт, отколку што има филтри за да го исфрли од содржината. Нели, ние објавуваме на социјалните мрежи, тоа влегува во некој вид на филтрација, некој вид на оценка, позадинска работа на Инстаграм, на ТикТок, зависи која е мрежата, и одлучува колку нас ќе не експлоатира. Тоа е се покомплицирано станува. Значи, хакот на Ендрю Тейт е всушност хакот да има повеќе содржина од него, отколку што има филтри за да го исфрлат. Значи, тоа е начинот на кој он има станато вирален. Не сега што значи вирален, нели, доста често зборче некако вирален, секој бренд сака да биде вирален, секој креатор сака да биде вирален, секој исечок еве од нашиот подкаст се трудиме да биде вирален, имаме параметри кои ги следиме зашто нешто е вирално, зашто не е, како да биде вирално. Ајде сега да се вратиме на кратките видеа, бидејќи сакам ова да биде исто така и корисно, да не биде само као некоја теорија. Например, како да се направи кратко вирално видео. Почнуваме од хук. Хукот се првите 3 секунди во видеото кои те тера да останеш во истото видео. Значи тоа што ќе те задржи во видеото. Понатаму што може да допринесе. Исто така е болдиран текст. Алекс Хормози, колку од вас го познавате, например? Еден само? Okay. Ви препорачувам на сите иначе. Алекс Хормози, двајца, извини, не те видов тебе, тројца, пардон. Алекс Хормози исто така ви препорачувам за сите маркетери идни, мислам дека има што да се научи многу. Значи, болдиран текст, дури и нападен, да биде со ефекти, да биде со сенки, да потикне да се чита самиот текст. Од друга страна, која е битна друга работа за текстот, зошто, например, е пожелно да се стават текст дури на видеа кои немаат за цел да бидат вирални и кои имаат само за цел не да промовираат некои идеја, кои не се правени онака концепцијски да одат вирално, е бидејќи самиот тоа што се гледаат, нели, телефони, често сме, например, сега на предавање, некој ако отвори рил да гледа, тука не може да слуша, често сме по кафичи, ресторани и многу допринесува тоа кога има нешто текст. Например, тоа е исто фан факт. Брзото темпо. Например, нови разговор сега што го правам, кога ќе го сечеме во брзи, кога ќе го сечеме во кратки видеа, кога ќе оставиме таймлајнот на мојот звук, цело време има некој исечки, ова, она, цело време има нешто што ме сецка и не можам, не ја врзува целата реченица. Кога правиме кратки видеа, тие исечоци или тие рамни линии во аудио формата ги снемува, ги сечеме и со тоа правиме компактна аудио форма, ја врзуваме со визуелната и тоа допринесува за истата да има брзо темпо. Звуки и ефекти. Првично оди позадинскиот звук, кој треба да даде некаков амбиент на самото видео. А после тоа, исто така одат и звучните ефекти. Веројатно на сите ви се познати, има ефект на свош, ефект на клик, ефект, на банкомат, ако нешто се збори за пари, кеш регистар, звукот и слично. Поделен кадар исто така може да помогне, за малце да го задржи вниманието повеќе. Емоција, емоција е доста комплексно да се збори, треба, нели, вашиот рил да потикне на емоција, дали е тоа позитивна, дали е негативна. Тоа е веќе кога ќе почнете повеќе да го осознавате, например, клиентот. Еве, например, сега класичен пример да земе што е емоција, нели, еве ако би правеле за клиент, за да бидеме по-конкретни, да не биде само како ставка запишано, доколку вашиот клиент продава некој козметички производ или слично и сакате да дознаете како да извлечете емоција од идните корисници или кои се потенцијални корисници на тој продукт, вие веројатно би отишле на некој форум или на друга некоја попозната страница и би виделе што пишуваат луѓето во коментари. Што е тоа што ги нервира, што е тоа што е позитивно, што фалат и од таму ја влечете некоја емоција. Сега ова е баш пример за да бидеме по-конкретни да не остане. Сега јасна поента. Ова е ставено со црвено и со 3 прашалници. На интернет, доколку сакате да се едуцирате малце повеќе за овој тип на видеа, нели кратки UGC видеа, би ви препорачале да има јасна поента видеото кое го презентирате. Според мене ова е со црвено бидејќи кратката форма не е нужно да има поента. Значи, нужно е само да извади некоја вид на емоција и нешто да забележите. Во следните слайдови ќе го продолжим ова сега што го кажав, така што според мене јасната поента не е неопходна. Значи, не мора да има поента долно и да се некој работи што онака ќе ти направат мала збрка во главата, но
ќе потекнат на некоја акција од тебе, на некое размислување или што е да е друго. Бонус трик. Значи омилен трик кој го користиме ние, да мислам лично мој омилен трик, бидејќи јас често сум во улога на едитор за подкастот, е seamless loop. Сега сам да ве прашам колку од вас сте се затекле да гледате еден рил, одреден рил и да сватите дека го гледате по втор пат. Така, сите, значи буквално. Тоа е ефектот и професорот. Тоа е ефектот за исто така, тоа е ефект на seamless loop. Како се прави тоа? Ајде да бидеме уште поконкретни, да има класичен пример. Значи крајот на видеото го правите видеото, го монтирате и крајот на видеото го лепите. Има многу подобри методи, но покомплексни, немаме толку време за жал да ги разглабаме. Значи крајот на видеото го ставате на почеток. Видеото пожелно да биде подолго од 25 секунди, да го има оној момент веќе да ве внесе и го заборавате почетокот и го гледате одново целото видео, бидејќи крајот на видеото е всушност почетокот кој очекувате да го видите. Што се случува со тоа? Што му кажувате на алгоритмот? Бидејќи нели тоа се само бројки. Пардон. На алгоритмот му кажувате дека таа содржина, тоест креаторот ве манипулира со тоа да ја гледате два пати истата содржина, тоа на алгоритмот му пали лампица дека таа содржина на вас всушност ви е многу интересна, па сакате уште еднаш да изгледате, се зголемува watch time-от и автоматски одите viral. Watch time или време на гледање. Секој рил кој е над 7 секунди гледан спаѓа во категорија на вирален клип. Значи просек на гледање е околу 5 секунди, задржување внимание под 5 секунди. Значи се над 7 секунди има добри преиспозиции да отиде вајрал. Сега тука се некои од нашите резултати. Сите овие резултати се стекнати органски на нашиот подкаст, целата содржина на YouTube, на Instagram, на TikTok е стекната органски, никогаш не е пуштана реклама и за голем дел од клиентите кои исто така работам во моето креативно студио се применува истата метода, тоа се манипулира со овој алгоритам. Значи, како што може да видиме, има видео со 10.000 лајкови, 3.600 препраќања, 627 зачувувања, 165.000 акаунти се органски привлечени за да видат таа содржина. Органскиот рич, тоа веројатно и го знаете, е многу помоќен од платениот, бидејќи 160.000 да платите со реклама изгледа окей, може да постигне секој, но органски имаат друго влијание и другче се конвертираат, тотално е друга димензија од платените, нели, paid ads што се на мета или било на 1.200.000, кое видео е? Со Немања Антич. Да. Има хук, сега немаше видео како да пуштам, сега можеше да гледаме и кое видео зашо е вирално, бидејќи може за секое видео например на подкастот, после ќе ве замолам сите може да отворите, да лајкнете нешто, да споделите ако ви се свиѓа предавањето или да ми пратите например ако не ви јасно, секое видео што е вирално има буквално од А до Ш како може да се објасни кој момент и зошто е вирално. Значи ретко нешто да е ретко постојат случајности. Сега, преска се навративме, сакав некаде да го додадам овој момент. Значи, кратките вирални видеа немаат никаква вредност. Тоа треба да го знаете постојано. Значи, сами по себе, кратките вирални видеа немаат можност веднаш да купите од нив, немаат можност да ја раскажат приказната на вашиот бренд, на вашиот продукт. Значи, немаат никаква вистинска, суштинска вредност која вие како идни маркетери треба да му ја продадете на клиентот, врзано со неговиот бренд, продукт, подкаст, медиум, што и да е. Сега, како да се хакне тој момент, тука стапува на сцена call to action моментот. Call to action моментот на кратките видеа може да биде сместен во самите кратки видеа, како иконка, значи да се гледа на видеото, а уште помоќна алатка за конверзија е дескрипцијата на кратките видеа. Значи descriptionот што оди под видеата, така знаеме сите Instagram, нормално, нели descriptionот е најдобриот call to action. Тука ја раскажувате приказната или пробувате да го фатите вашиот иден корисник, да го пренасочите некаде и да му продадете нешто што е на крај целта на секој маркетинг. Сега тоа беше за кратките вирални видеа, сега можам да ви кажам со што се занимавам не на страна, примарно, но кои се 4 делатности со кои го пополнам своето работно време. Значи, првото е GD Media, тоа е моето креативно студио. Второто е Георги Докузов, мојот LinkedIn профил, градење на личен бренд. Третото е NextGen подкаст и четвртото е нешто што се случи за прв пат пред 15 на дена, тоа е првата BeNext конференција
која направивме во склоп на нашиот подкаст. Сега една по една ќе ги разложам сите работи. GD Media. Значи, како што спомнав, креативно студио, го започнав на мои 14 само години, што е доста чудно за некои таман. Гледам дека сите сега млади се доста проактивни. Идејата првично беше да направам флаер за пријател кој правеше забави. Ова е првиот флаер, за кој добив пари. Сега што можам да ви кажам тука што би било корисно? Специализација. Значи, многу е битно ако нешто правите себе, зборевме за кратки вирални видеа. Доколку некој од вас сака нешто да направи, да се насочи, кратки вирални видеа нели е еден минијатурен сегмент од видео едитинг и од маркетинг, може да се насочите на тоа да бидете добри таму и така може да побрзо да дојдете до некој успех. Јас искрено ненамерно се насочив, бидејќи бев окружен со некои луѓе што организираат забави и слично, понатаму и јас организирав сам и се насочив специјално во евент флаери. И во тој момент на средно, значи јас почнав првиот флаер го направив уште пред средно на 14, сите 4 години во средно дизајнирав флаери за малтене сите угостителски објекти во државата. За овие 11 години работа на флаери имам направено преку 3000 флаери кои ден денес ги чувам, така што од тука би можел да ви кажам само дека фокусот на специјализација може да биде клучен за успехот и може да помогне. Понатаму личен брендинг. Ова е доста интересна тема периодов, се збори цело време за личен брендинг, како да се прави личен брендинг, секој сака да прави личен брендинг, да се брендира, да се експонира. Тоа може да донесе многу големи резултати за вашиот бизнис. Е една теорија која е моја лична, зошто личниот брендинг е се помоќен ќе биде од тоа што е сега, иако е моќен од секогаш. И секогаш некое лице стоело позади и во почетоците на брендовите и понатаму во развитокот, сите ги препознаваме, Apple по Стив Джобс, Microsoft и слично, да не ги набројувам. Значи, моје некој размислување дека самата AI технологија веќе толку се развива, нели се збори сега AI и слично, се развива на тоа ниво кај што доста карактеристики ќе може веќе да се земат од неа, технички, поготово, спецификации, ќе може да биде подобро од нас, поисполнителна, ќе може подобро да ги завршува работите. Мислам дека тоа, ако сакате да покренете ваш бренд или да го препорачате на клиент, дека личниот бренд и тоа кој сме ние, кој си ти, име, презиме, како изгледаш, тоа е најавтентичното нешто што ќе остане и тоа ќе има највисока цена во иднина дефинитивно. Сега како го постигнувам јас, како се трудам нели да одржам некој личен брендинг, тоа е преку водење на подкасти, објави на LinkedIn, јавни настапи како овој и други и слично. Понатаму преминуваме личен брендинг пишува, но треба да пишува Next Gen подкаст. И сега идејата за подкастот искрено од секогаш бев воодушевен од самиот тој момент на емисии, на разговор, поготово еден на еден разговор, на ток-шоуа во тоа време. Кога го видов првиот подкаст во 2017 година, првиот подкаст кој збори на балкански јазик, бидејќи сите јазици што ги разбираме тука и што ни се поблиски, бидејќи кога гледате нешто во Америка пак е почудно, Џо Роган и слично, бев искрено воодушевен од таа идеја како изгледа самиот тој концепт и некако како подсвесно да знаев дека во еден момент ќе се одлучам за тоа да го правиме. Правење на подкаст е скапа работа, во тоа време јас имав 20 години, значи немав нормално тие финансии за постигнување на тоа и со некое чудо се случи првата епизода. Околу 2 години се спремаше подкастот да се случи првата епизода, тоа е 25 јули 2023 година. Излезе првата епизода на Next Gen подкаст. Од тогаш до сега во овие 18 месеци имаме конвертирано преку 200.000 прегледи во долга форма. Значи 200.000 луѓе кои изгледале цел еден подкаст и имаме генерирано повеќе од 20 милиони прегледи на кратка содржина органски за рок од 18 месеци. После може да ги поминеме овие сите пропратно и да поставите прашање за некој од овие, бидејќи ова е доста некако на кратко. Сега тука имам запишано Binex конференција, обкружување со успешни луѓе, бидејќи за секој слайд сав да кажам по една онака мисла што би останала и што може да се извади од тоа што го зборам. Обкружување со успешни луѓе, зошто тоа може да ви помогне и како тоа може да ви помогне. Немање Антич, колку од вас имате слушнато за него? Значи, доста. Немање Антич е познат мотивационен бизнис говорник од Србија и успешен предприемач. Пред 7 месеци снимав подкаст со него, се договарав 7 месеци за да го договорам да снимиме. И после тие 7 месеци он дојде во Скопје да ни испочитува нашата продукција и снимивме епизода. После тоа
Самата епизода беше една од најгледаните, има 30.000 плюс прегледи во долгата форма на YouTube и повеќе од 3 милиони прегледи на кратките видеа само. Сега зошто пише обкружување со успешни луѓе е битно, бидејќи на Немања му спомнав еден месец пред конференцијата за мои пријатели дали би сакал да дојде на конференција кај нив во Македонија за прв пат, колку би членот бидејќи он е доста и скап и како да се организира тоа, и он ми посочи дека сака баш ние да ја направиме конференцијата. Ние имавме некој идеја од претходно, но воопшто не беше застаната на нози, воопшто не беше возможно да се оствари. Ме потикна да ја направиме. Другиот ден веќе објави дека доаѓа за 20 дена во Скопје, дека ја објави прв он, без ние да имаме никаков брендинг, без да имаме простор, спонзор за да го плати него, без да имаме буквално ништо. Но само кажа, доаѓам во Скопје за 20 дена, продадете карти, правиме секако. Продававме 200 карти по не баш ефтина цена. Цената беше 2500 денари. 500.000 плюс имавме рич на објавите со Немања, имавме искрено одличен успех на секое поле и тоа беше некако првиот онака сигнификант успех кој го имаше конвертирано подкастот во овие 18 месеци. Ова се некои од сликите како изгледаше настанот, не знам колку добро се гледаат. Ова беа другите двајца предавачи. Доколку не сте слушнале за нив, на левата слика е Иван Ивановски, веројатно човекот кој има најдобро знаење за инвестирање во државата, исто така контент креатор, еден од општо ликовите кои најдобро знаат оваа работа и ја што ја зборам моментално и сигурно може и подобро од мене да ја збори, и тоа личен брендинг, експонирање на социјални мрежи, како се прави рич. Господјата е Марина Анчевска, НЛП мастер тренер и коуч. Колку имате слушнато за НЛП? Така. НЛП исто интересна тема, имам подкаст и со Марина, може да го погледнете. НЛП е невролингвистичко програмирање. Тоа е некако програмирање на тоа што го збориме и програмирање на тоа како се афектира на луѓето во нашата околина, бизнис соработници, пријатели и слично. Сега како да направиме заклучок од се ова во некако во 3 точки. За вас како идни маркетери и сегашни веќе, искористете ги кратките видеа стратегиски, значи направете стратегија колку би постирале, не постои од едно кратко видео некој да има резултат. Значи кратките видеа мора да бидат постирани стратегиски за вашиот бренд, за вашиот клиент, мора да имате стратегија. Правиме 20, овој месец 15. Се под некоја бројка од 10 квалитетни кратки видеа месечно нема да допринесе нешто онака да има значаен резултат. Размислувајте уште сега на 20 години за персонален бренд. Мислам дека тоа е иднината на маркетингот, според мене, тоа дефинитивно. И действувајте сега, тестирајте, подобрувајте, не чекајте ништо. Не постои подобар момент од овој сега. Фала ви многу за вниманието, бевте супер.